сите судии гласаа за, беа едногласни за поведување на постапка по поднесената иницијатива на партијата на Али Ахмети за одлуката на распуштање на собранието. Тоа значи дека се донеси и времена мерка, уставните суди донесоа и времена мерка, што значи дека и запирање на правното дејство кој што произлегуваат од одлуката за распуштање на изборите, како што ме информираат од службата во Уставниот суд, тие веќе го изготвиле решението и ќе го достават во најбрз можен рок до сите институции надлежни по ова прашање. Тоа значи дека ќе го добијат и во Собранието на Република Македонија и службите во Собранието на Република Македонија, со што и овде во судот се надеваат дека спикерот Трајко Велјановски ќе свика седница во најкраток можен рок. Не можам да преудицирам дали тоа ќе биде денеска, меѓутоа поради итноста на прашањето и овде во судот очекувањата се дека седница треба да се свика во најбрз можен рок. Инаку одлуката треба судот следната недела да одлучи по поведување на иницијативата, односно следната недела ќе одлучи дали ќе ја укине оваа одлука или пак ќе ја поништи оваа одлука за распуштање на собранието со одложено дејство. Доколку се случи ова второто, односно доколку ја поништи одлуката на собранието, тогаш таа нема да постои како донесен акт и сите действија кои што произлегле веднаш по донесување на одлуката ќе се стават во сила. Како што кажав, едногласно гласаа сите суди, судијата известител Исмеил Дарлишта, кој што и по претходната иницијатива поднесена на Павле Трајанов во февруари гласаше за поведување на постапка, ги кажа истите аргументи. И председателката Елена Гошева се согласи, гласаше за поведување на постапка. Претходно таа го искажа пред судиите своето размислување, кажа дека е свесна дека судот прави преседант, меѓутоа тоа е заради доброто на граѓаните и заради почитување на владењето на правото. Председателката Елена Гошева се повика на слична ваква одлука направена од Уставниот суд во 2001 година, кога се одлучувало по билатерален договор помеѓу Грција и Македонија за градење на нафтовод. Тогаш, заради државниот интерес, уставните суди се одлучиле да го укинат ваквиот акт. Кажа дека и тогаш се направил преседант и сега се прави преседант, меѓутоа се заради доброто на граѓаните, во интерес на граѓаните, во интерес на владењето на правото и како што кажа председателката дека ова и сега никогаш повеќе нема да се случи.